Дојдете со нас. Полетуваме од меѓународниот аеродром Ки Вест. Не се лета на некоја дестинација, туку се спречуваат други да стигнат до нивната дестинација. Американската крајбрежна стража ги патролира водите меѓу Ки Вест и Куба, бараат мигранти во небезбедни пловила кои се обидуваат нелегално да влезат во САД. Гласот на Америка добие ексклузивен пристап да лета со екипажот на овој авион за патролирање. Во нетесната точка, протоците на Флорида се широки 150 км и длабоки 1800 метри. Имаме чувство дека се наоѓаат во мали пловила, тука во опасни води. Разбирам дека се обидуваат да стигнат до САД, но морам да се погрижам за да бидат безбедни. What they're looking for is a unique profile. Бараат уникатен профил, нешто поразлично од риболов или семејно крстарење, нешто што изгледа како кајче. Имаше случај со едно пловило кое беше направено од споени еден куп дрвени штици и неколку буриња. Крајбрежната стража заплени уште еден рачно изработен чамец веднаш надвор од територијалните води на Куба. Добивме радарски контакт, па отидовме да видиме за што станува збор. Тоа беше чамец за надувување на кој имаше две лица. На задниот дел имаше момче, држеше косилка за трева, која беше користена како мотор. Техничарите како Вилинс го гледаат леталото на нивниот специјализиран радар, што не можеме да ви го прикажеме поради безбедносни причини. Екипажот открива нешто чудно. Со авионот се движи за да погледне одблиску што се случува. Понекогаш патниците сами се предаваат. Некога се обидуваат само да не одбегнат, се обидуваат да се сокријат, се обидуваат да се покријат со церада. Во други случаи не се кријат и покажуваат кон нас. Овој брод кој беше предмет на проверка не представува загриженост. Во спротивно, пилотот преку радиоврска ќе воспостави контакт со службите кои се во вода. Подполковникот Семуел Караковер е командант на Реймонд Еванс, еден од 8 бродови кои запленија чамци и мигранти во протоците на Флорида. Авионот го насочува бродот до точната локација каде се упатуваат. Една ноќ тука беа сместени повеќе од 100 кубанци, кои останаа на бродот неколку дена за обработка на податоци. Повеќето беа вратени назад во Куба. Многу напорна ноќ, но дефинитивно некои од тие пловила тонеа и тоа беше спасување. Краковер исто така проверува дали има бродови од Хаити. Минатата фискална година 1800 луѓе од Хаити и повеќе од 6600 кубанци беа вратени во нивните земји. На морињата и во воздухот се проверува што се случува. Баланс во безбедноста на граничните закони.